седам натре, седам во автомобилот, јас цел сат и само малку јас ја отврам. Ова е посебна технологија. Ете ми фали и брава и сега сакам да ако малку само се задлабочите, ќе видите секој си има свој шарм. Радио имам внатре, па си пуштам радио, си ставам акумулатор, па си слушате, па посматрате, па и ги палам понекогаш. Самото работење на моторот ми е музика. Дионис, добар ден. Добар ден. Добро те најдовме во твоето царство. Добродошли за вас и за гледачите на вашата телевизија. Така. Дојдовме во Неготино со една цел, да те видиме, запознаеме и ја слушнеме твојата приказна. Велам, дојдовме во твоето царство. Ова е веројатно од многуте работи на ова исто место каде што сме сега, ова е веројатно омиленото во моментов, затоа што е најсредено. Така е, ова беше врвот на мојата желба, една десетина од мојот сон, затоа што тука се десетина автомобили, а сметав дека до 100 експонати ќе стигнам заедно со мотоцикли и автомобили, ама ми се појави проблем кој што не очекував дека ќе биде така голем. Тоа е просторот. Многу автомобили кои немаме каде да ги сместиме. Да ги сместиме. А тие бараат амбиент, услови. Сега се наоѓаме помеѓу двата Опел најстари Олимпија. Така, скоро па Опел Олимпија, да, најстари од моите. Најстарата ми е 50 година, Опел Олимпија караван. Потоа доаѓа ова Опел Олимпија 51 со алуминиумски лајсни, па 52 тие се произведувани овие модели што биле за масовна употреба последните 3 години 50, 51, 52. Паметаш ли каде го купи ова? Да, купени се од Ресен. Пред колку време? И тоа е 20 години, може има и повеќе. Сум ги земал, па една по една реставрирав, ги чував дома, ми правев настрешници, ми се насобра. Купив плац, почнав да градам на плацот, сам зидав тука, толку можев, направив еден објект овој. Порепрезентативен, да. Но тука не застануваш. 15 година комалтерисавме, покривме ова. Затоа што автомобилите што ми беа дома, не можеше никој да ги види, треба да дојде тука па да ги носам дома и така. Сакав да направам едукација каде што ќе бидат изложени овие готови автомобили, затоа што јас имам поголем број, 115 до сега, парчиња на автомобили, кои за делови, како донори, кои за експонати, но сите тие чекаат ред. Сите палат и возат, но не кочат. Само три со бубата, три кочат, а овие другите имаат проблем со кочници затоа што стојат долго време и кочниците се најосетливиот дел. И моторот е чувствителен на стоење долго, но тука во овој амбиент, во сушнина, еднаш година да го запалите, годишно е доволно и се одржува, се подмачкува и останува во една работна состојба. А додека кочниците е тешко јас да ги вадам, треба еднаш два пати годишно на 5-6 месеци да се возат по 5-6 км 10, да се стисни на кочница, да се разработат крипчињата, а овие од стоење, глицеринот има својства да копа, да реџосува и ги блокира. Така, автомобили, ти ги имаш
набавено во Македонија. Да, и желбата и целта беше да се направи музеј на возниот парк на Македонија. Во Македонија, да. Велиш во моментот 115, овде гледаме 10, ќе видиме уште неколку кои што се средени во возна состојба. Но кога сме веќе овде во овој најрепрезентативниот објект, не може да не се забележи дека не се само автомобилите твоја љубов, туку имаме овде и мотоцикли. Да, 62 мотоцикли вкупно. Тука се 35 и имам уште 27-8 дома мотоцикли. Овие исто купени во Македонија. Купени во Македонија, сите се купени. Имам од 50 кубика до најголемиот ми е 1100 кубика неисправен. Тоа е Yamaha 100 кубика SE, мислам, 77 година. Ми е најумирана, бидејќи јас сум прв газда, собственик на неа. 82-а јас ја го купив 10.000 километра со неа, јас ги извозив. Најстара ми е Hoffman 52-а, да, тој, Hoffman. Ретка машина е затоа што мал период фабриката произведувала. И мојата девиза е дека олтајмерите многу души ми прашуваат, јас да сум код себе ќе возам едно од овие секој ден. Не се овие за возење. Јас сметам дека олтајмерите ако почнеш да го употребуваш во редовен сообраќај, веќе го губиш како олтајмер, затоа што со активна употреба он е и така веќе дотраен, руиниран. Молекулите на металот, на материјалот се веќе нивната кохезионна сила е ослабната и тој еден мал дефект, право делови не можеш да најдете. Потоа олимпите, например, сите опили овие тука се со 3 брзини. Може да замислите на семафор у Скопје, прва стегни крајли едва и оди. Не е тоа, така е право. Па втора. Сега дека сме уште овде, ќе и дадеме акцент и на оваа буба, која еве уште е со машна. Посебно драга, така ја оставив автентично како што ми ја дадоа, да. Значи, тоа што ќе го збориме и малку подоцна, ова ви е подарок од вашите ученици од последниот клас. Последната генерација пред да се пензионирам, да. И тоа ви е точно изненадување, нели? На денот, така е. На денот на пензионирањето, да. Точно знаеме како да те погоди. Тоа ме фасцинира и морам да признам, и во филмот, ако го се го гледале, се гледа, веќе ме расплака, ме пипна на врвот на срцето, и затоа што ме погодија, таму кај што најмногу сум чувствителен, да. Ти имало предлози, уметничка слика, не знам, саат и така натаму. Бубата неисправна, со распар мотор, ама јас и со аманет ми ја дадоа. Тоа беше декември 10 на мојот роден ден, пензијата тогаш. И во мај они матурира на матурска да ја направам и да дојдам со неја на матурска вечер. Леле, шо е ова? Ключевиот. Да, бубата ли? За тоа ли ми викат они запиши го бројот? Професоре, може да погледнете низ прозорец. Ма, вика, филм, он ми сино вика запиши го бројот. Ма беше веќе врв на се. Дионис, сега влагаме во некој друг објект. Да, ова е Каде сме сега? приземјето од музејот. Добро. Приземјето, ова е долниот дел. И овој Овде се автомобили кои што чекаат чекаат за реставрација, а и објектот чека ред. Најважно е објектот затоа што апсурдно е да инвестирате во реставрација на олтајмер, а потоа да стои надвор.
Само за неколку месеци тој е пак во првобитна состојба. И затоа сега ова ти бара и време, финанси и пари. Така ми рекол од 8 до 10.000 евра овој простор да се среди, да се инсталација, да се стави материсање, долгобетонирање, варосување и така натаму. Ке се среди објектот, ама во околите има уште повеќе работа. И во околите мене повеќе ме плаши објектот, затоа што веќе имам овој простор, можам да го наполнам веднаш. Имам реставрирани неколку возила, а на некои малку им треба со 500 до 1000 евра неколку автомобили и можам веднаш го наполнам. Дури имам идеја најстарата Олимпија 50, капитенот и ова другата 52 да ги оставам во сурова состојба, да не ги реставрирам. Тие ги како такви носат некоја патина, да се знае од каде потекнуваат и какви биле отајмерите пред да станат реставрирани експонати. Автомобилизмот ми е преокупација уште во студентските денови. Кога студирав, купував автомагазини, списани и загуваш за тоа. Тогаш беа актуелни Фичо, Спарчек, Мини Морисот, тоа беа Фиат 1300. Тоа беа возилата на генерацијата. ГС излезе, Цитроен, Ајкулата. И за нив голтав, читав, тогаш ме импресионира особините на тие возила, карактеристиките и така ги осознавав заедно со стуката, мојата биологијата, ги студирав и тие и како повеќе навлегувате во некоја област, се повеќе се приврзувате за неја и така да, освен стуката, обсесија ми стана и ова. И кога ја набавуваш првата? 92-та, Трабант, караван. Така не сакајки за да го имаш или беше така, со идеја дека... Ме импонираш. Добро. Знаете, јас се сеќавам уште во гимназија, уште пред да студирам. Во Неготин имаше една стара Шкода, била брза помош и таа порано во градот. Ама и таа ја имаш? Не, нема. Ама иста? Слична. Слична кога пред таа Шкода што ја имам, таа беше уште постара од 66-та. И ти импресионираше само да ја гледаш. Да. Скришно одев, минував покрај неа, не смеев да застанам, ми беше срам. Оти беше руина, кршевина. А мене ме импонираш, ја уште ги памтам детаљите. Одев скришно ја гледав, тоа бе гимназијалец, 2-3 година. И од тогаш ми се всади љубовта, на студии веќе почнав да ги студирам. Завршив... И 92-а? 92-а купив Трабант. Колку плаќаш за него? Тогаш платив 400 марки, мислам, марки беше. Го платив во една запоставена состојба, руина. Го правев, зимото го земав. Цело зима, од тогаш половината ме боли, стоев на север свртен и работев на моторот. Да, од 92-а. И кога ќе се исправам, оти ме дуваше северно ветерче, ама не чувствувате тогаш. Така. Работев на неја, ја направив 12 волти, ја реставрирав, ја фарбав со шетка. Сам ја фарбав. Да, ама важно, ми беше многу мил. Ме исполнуваше. Толку бев занесен во неја што ми стана јасно дека ќе одам понатаму. Арно види една, види друга, уште оваа немам, леле оваа шубава ми е. Како ги наоѓаш ета тогаш во 90-тите години? Прво по огласи, а потоа во вестник. Да, во вестник, да. По огласи, а потоа и ќе ми каже, таму има една стара кола, Неготино веќе стана свесно дека собирам стари коли, иако 90% луѓето се подбиваа шега. Даскале бе, можеш ли даскал да учиш, а толку да си забеган. Продај тие џубриња во Јановот пат, купи си еден Мерцедес и вози се со кога газда. Што се правиш со тига канти? Арно еден дел сватија, кога почнав да ги правам изложбите, 2003-та, првата изложба во Македонија на олтајмери ја направив јас. Со моите експонати горе, што се. 5-6 коли беа тоа, некои доправени, некои не направени, така и мотоцикли. Повеќе од 20 години
25, 26-та ми ова. И 6-та. 18-та ми, 26-та, да. Како сега ако се удри, нели, ЕСАП што се вика, колку пари се даде. Да, тоа. И на купување, на реставрирање и така натаму. Како семејството гледа на твоја љубов? Како се носи? 90% од луѓето прашуваат даскали имаш ли ЕСАП, колку пари си дал и колку пари би земал сега да ги продаеш. И дури некој ода до таа кај нас, леле јас овие да ги продавам колку пари ќе земам. Он си смета он колку би земал да ги продае моите автомобили. И не сум пресметувал, јас признавам пред сите, не сум правил ни калкулација колку сум дал, колку ме коштало, колку би зел ако ги продал, затоа што материјалниот момент не ми е битен. Тука станува збор за човек кој што е печен за бардовци. Арно, ама тешко се доаѓа долу пут. Ми викаат гужва имало. Така. Како семејство го гледа? Во почетокот нема. Во почетокот, знаете, јас Во почетокот беше наивно, па не било толку... Да, не, море, жената ме натара да ги продавам фичото, мотоциклите и трабантот. Ми сметаат од дворот, мавни ги овие ѓубриња и ја послушав и ги продадов. Ми мислам 2 месеца лежев болен. И после некој молим те, не ми се мешај. Тоа ме обседнува, работев во народна техника. Радиотелеграфија, моделарство, фото, снимав со камери, свадби снимав и оттаму малку приходи имав да ги давав за ова, за плацот и така натаму. И имав обсесија веќе некоја, но замре веќе народна техника после 2000 со распадот на Југославија. Сето тоа се растури, ги оплјашка. И знаете како некои луѓе не им е доволно тоа што го работат. Бараат уште нешто плюс. Јас сам ќе си дам комплимент. Тие луѓе имаат во себе нешто повеќе од тоа што го работат секојдневно и барав начин, а ова ми беше веќе тлееше во мене. И почнав 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 накупив. Дојде Мишко Барзов, кој мислев да ги види и ми вика, ако мислиш дека од ова ќе профитираш, си во заблуда. Нема од ова бизнис, да знаеш, ако ти е за љубов да престанеш тука, затоа што ова е поопасно и од комар. Јас тогаш помислив, јас не сум така, за така, јас не одам ќе се контролирам. Арно право бил човекот, уште му ги памтам тие зборови, ги повторувам често пати. Уште една, 50, 60, семејството не се спротивставуваше, кога дојдов на 90, на 80 и нешто, веќе почнаа да се бунат, престани со колите, простор требаше да се гради, градев тука, сам ги зидав овие објекти, мајстори викав за плочите, кругови и така натаму, инако другото сам го работев, сам. Дел по дел, затоа е крпеници, сам колку можете да се работите. И веќе почна револтот, престани еднаш, не купува коли, за објектите нема потреба. Гради објекти, тие остануваат како трајно. И овие мислам дека се трајно материјално богатство, макар да се и културно, и историско, и туристичко богатство. Но и домашните веќе им дојде преку глава. И почна, и ветив на жена ми до 101 ќе одам, да се така 101 символично, а после до 111 го пролонгиравме и сега се 115. Без малку си преселен овде каде што е објектов и каде што се автомобили. Да, веќе 10 години кога ми изврши една голема кражба. Не еднат, на 3 пати ми дојдоа. Ми го открадоа голем број ладилници, 52 ладилници ми се украдени, агрегат за струја, алат, 4000 евра, телика штета ми направи на 3 пати и од тогаш си направи собичка, спијам во неја, тогаш сум доаѓа и жената повремено како на викендица, си се рекреираме и она се одмара од активна и таа со тортите и тука се одмара, се чувствуваме како на излет. А јас сум секој ден и по цел ден скоро, само што не можам да јадам. Тука одам дома да јадам,
Па пак доаѓам, да. Сепак до жената поинаку. Се чепка нешто? Како? Како врви денот? Цело нешто се чепка. Само да свртам еднаш и веднаш наоѓам некој експонат кај што нешто му фали, или гуми треба да се пумпаат, или ќе видиш на некоја течи глицерин, на некоја ова треба да се направи и наоѓам. Сега овие 2-3 недели сум преокупиран со мантата Б, една манта Б фарба. Да, растурена е, па ја собирам, ја комплетирам. Колку чинело најскапото парче? Најскапа ми е ајкулата, Citroen DS. За таа си дал најмногу пари, 2400 фати со сите работи. Сакав за неготино да го оставам музејот. Јас да го оставам, ама сам ми станав свесен дека сам со оваа пензиичка не можам да го направам тоа. Очекував дека државата ќе ми помогне, поднесла барање 5 пати до Министерството за култура, ме оптечува на културен начин, ме одбива до општината, некако 5 градоначалници менувам, одам така да направиме. Халата ми е проблем. Имам проект со комунали платени, со дозвола за градба се, хала од 400 квадрата, ми побараа 45.000 евра. Јас тие пари не можам да ги својам. Очекував дека ќе излезат општината за тоа, ама не најдов неразбирање. Дури еден од градоначалниците претходни ми рече: Дионис, не може тоа така. Чија ќе биде после таа хала? Абе, чија сака нека биде на Неготино ќе биде. Неготино ќе направи музеј. Неготино на автопат ќе има плаката. Ќе доаѓаат туристи. Јас нема да земам ништо тука и може напатаме на карта. Ти сакаш само да ги изгрижиш. Да. И ама ќе да останат во градот, ќе јадат, ќе спијат, ќе туристички приход општината ќе има. Дали не може да го сватат, дали не сакаат, дали... Ти си во моментот подготвен свое земјиште кое го имаш, да го понудиш, а некој само да... Халата да ја направат, да бе, и после експонатите еден по еден ќе се прават, ќе се полни внатре. Постои цена која ќе те натера да отуѓиш некој од овие... Не се работи за пари, веќе мене пари не ми требаат. Јас ми требаат за да го направам халата, па га за нив. А ако ги продавам, тогаш зашто ми е хала? Ако почнам да ги продавам овие и зашто... Па не да ги продаваш, да тргуваш, да дадеш едно, да земеш... Ама нема веќе, ајде, најдете Олимпи. Нема веќе да се врти. Готово, нема, тоа е отидено. Мене ми замерува други колекционери од Македонија. Па, што само ги собираш кога не ги правиш? Абе, ги собирам затоа што денес ги има, утре ги нема. Таму во тој агол, ако не се лажаме, најстарата. Таа Опел Олимпија караван 1950 година. 50. Да, некогаш била? Била помеш во Ресен, да. Така. Пред неа, таа нема мотор, нема документи, така била однесена, државна била. Така однесена таму. Колку време ја имаш? Таа ја имам од пред 2000-те, 98-99. Пред неа па се наоѓа Опел Капитен. Тоа е 56-та, исто пак Опел. Тој имам сознание дека во него кој државна кола се возел првиот претседател на Македонија Лазар Кулишевски. Добив и потврда од внукот и потврда од внукот Мартин Кубелка, бидејќи сообраќајната гласи на Владимир Кубелка. И добив потврда токму од шоферот кој што го возел. Тој ми кажа дека во оваа се возел Лазар Кулишевски и со резерва го примив тоа, но после на Фејсбук го најдов Владимир Кубелка пишува. Презимето е типично, не е македонско. Најдов еден Мартин Кубелка, му се ја напиша на Фејсбук, го прашав дали има врска со тоа, да, вика, дедо ми го возел Лазар Кулишевски, добив потврда, сатисфакција дека навистина. Овде на плац во Неготино. Да. И сега како успеваш со пензиичка, да речеме? Да. Поголемиот дел... И понатаму размислуваш да купуваш уште и уште. Да, 2/3 ја давам пензијата на жена. Дома фамилиарни, не работи.
а она третира 3-4... Значи Гоце буџетар. Буџетарот, кај неа го нешто го прави после натаму. Тие 3-4 денари, 5 што ми остануваат, си собирам овој месец 40, другиот месец 40, 200 евра, 250, 300, најдам некој џубре, го купувам, ама сега веќе сум во еден кнап, со простор, веќе немам и место кај да ги ставам. Водиш евиденција на која кола, што си ставил, што си вградил и така. Да, имам датотека, папка. Кога си имал, не имал случка да те оплячка, да, рече дека на некој од автомобилите си поставил и аларми. да. Со жици, Не со аларми, струја, море ставив со напон. 220 волти ми ставив на хауба, кај што треба да се подигне. Тоа е за, ако дојде да крадат да ги тресне, полиција ме предупреди дека ќе одговарам пак кривично. Ма јас сметам дека нема што да одговарам, тоа е ограден простор, влегол во дворот, што мајка бара да ми отвара хауба на колите. Стави 220 волти, после Ама едно време заборави каде се стави. и ми беше страв, свикам да не ја бутлам раката јас, па самиот да се извршам самова тепанција. И ја извадив струјата, а сега и овие 10 години, да не чуе зло да чукнем во дрво, не дошле, а и тие, мислам, што доаѓа, сватија што е суштината. Се окажа, дури неколку души од нив имам донесено да го видат музејот. Твоите сограѓани понекогаш знаат да гледаат со подсмех на сето ова. Да, со иронија, така е. Да, тоа не ти пречи, затоа што Не ми сметаш. Не, јас бев уведен во тоа што си го правам. Дури ми делуваше и стимулативно. со мене. Оти дури и колекционери ми замеруваа. Што само ги собираш кога не ги правиш? Ме не морам да ги направам јас сите. Битно е, и да ви кажам една компонента што мене душа ме боли кој ќе ги видам во сплескане во опорт. Тој простор е планиран за хала, веќе постојат арматури за почетните столбови, да се покрие и да се направи музеј. Што ќе се случи ако оваа твоја желба Да? стане реално? Како ќе се чувствува Дивен? Дури и во гробот ќе бидам насмејан. Мислам, че се исполни тоа што сум го сакал, че и уште една гаранција дека синовите ќе го задржат ова. Ја уште сум убеден, сите ми викаат, даскале, ти кој ќе одидеш на тој свет, ова свет ќе оди во отпад. Децата ќе го продаат, ќе им требаат пари и ќе го продаат и ќе го материализираат, ништо ќе не оди ова свет, да знаеш. Јас сум длабоко убеден дека нема да го направат тоа и му остави фаманет. Бог да чува да паднете во таква ситуација, да не се доведете, да дојдете да продавате ути. Човек кој ќе се најде во тесно и куќата и продава. Но да не се доведете во таква ситуација, да не ги продавате, затоа што ова е стекнато со голем труд и откажување. Вие знаете, јас со децении не сум бил на годишен одмор. У кафана не сум седнал, не сум дал динар надвор од овоа тука, од овој кух. Сите ситни динарчиња ги стискам, да, само за тука. Најекономично што може. На тие што ова ќе го тие што се ова го слушаат кога кажуваш од колку си се откажал и се откажуваш се уште и така натаму, што ќе им кажеш на тие што на ова ќе искоментираат дека ова е лудост? Секој човек си има своја обсесија. Некој ги си ги дава тие истите пари што ги дал таму, ја ги давам тука. Тоа е истата песна, само што посматрано од друг ъгол изгледа чудно и невообичаено. Ексцентричен тип ми викаат. Ти си ексцентричен. Што значи тоа ексцентричен? Изгледа не сум во центарот како што се сите, туку негде центрифугалната сила ме изфрлила на периферија. Ако сум ексцентричен, мене ми е убаво. Мене таму ми е убаво, мене тука ми е царството, уживанција, тука ми е мир на душата. Тука да се чувствувам релаксирано, опуштено и уште што не почнам да разговарам со моите коли, можам да поминам и цела саат во една кола, си седам натре
и си ги анализирам, пак и да си дуни. Цел саат да седите во една кола и да гледате како теле во шарена рата, е глупо. Ама мене ми е убаво. Мене тоа ми исполнува, ми е пријатно. И до каде? До најгорното ниво, каде што се наоѓа и мој последен реставриран модел, Opel Manta B 1975 со најмалиот мотор, тоа е првиот модел на Манта. И 12, 85, 88, 89, 6 и горе една 7 и вугата една 8. Значи 98. Така е. Така е. При самата изработка на филмот, колку време се работеше филмот и колку беше тешко да се навлезе во карактерот на Дионис, а при тоа да не му се наруши оној приватен простор и Дионис да биде на екранот истиот оној човек кој што го знаеш и ти лично? Мислам дека за документарен филм, бидејќи имате живи лужи како ликови, мислам дека е многу битно автор да си постави некои принципи унапред, за не или црвени линии да не ги поминете и за тоа да не му влезете у просторот негов, да не му го нарушите мирот и да не осети дека го компрометирате за цели само на филмот. Така да мислам дека идејата беше да се прикаже на неговата приказна, меѓутоа и реално и стварно сите од екипата да бидеме од помош, дали ќе помагаме на плацот, дали го слушаме саат, 2-3 колку има да докаже нека случка и така натаму. Приказните со Дионис завршуваат. И така и самата приказна си побара 5 години работа. Многу природно и баш поради таа неизвестност и љубопитност што би се случило со Дионис натаму, мислам дека не донесе до 5 години работа на филмот и меѓутоа се чувствувавме баш како да е снимено во еден ден цело. И кога велиш веќе 5 години е правен филмот, очигледно е таа една симбиоза помеѓу тебе и Дионис како двајца карактери, приказната не завршува само со Векламур. Очигледно, да. Ја мислев дека и мене ќе ми заврши одговорност, знаеш, како автор. Меѓутоа се си останува исто баш. Значи ние сме прикажале само еден период од животот на Дионис, меѓутоа реалната борба и неговите соништа мислам дека доправа почињаат и дека само ги подгреавме со филмот и ќе видиме кај ќе тера цел. А сега ако ти речем да направиш на пресметка на успешноста на Векламур, знам дека во одреден период кога беше прикажан во јавноста филмот беше, ако не меѓу првите 3 најгледани филмови во Македонија, од сите оние фестивалски искуства и она што веќе постои како дело, дали приказната на самиот филм е веќе завршена или е филм кој што допрва треба да се појавува и на други места? Па не, изгледа филмот сам си го најде патот и добро се шета по фестивали. Се додека има потреба од вакви приказни. Мислам дека на почетокот беше многу тешко да се прими приказната прва, потоа и филмот на фестивали. Меѓутоа, најверојатно дали од еден од друг на трет фестивал, еден од друг дознаваат за филмот и најверојатно таа карта се врти уште. Не знам, мислам дека не завршува приказната, дека тоа е само еден период од животот на Дионис и еден сегмент. Има доста други
нијанси што може да бидат истражувани, што траат уште. Знаеш кој дел е интересен кога животот на некој буквално го гледаш на екран. Тоа можат многу луѓе нели да го раскажуваат како бил и што бил, меѓутоа буквално животот на Дионис е ставен на екран. И тука имаш, можам да кажам слободно, еден филм во кој што некои суштински информации ги нема, меѓутоа како и да не се потребни во самата приказна кога се работел филмот. Дионис и Avec l'amour е завршена приказна или тоа може да продолжи да расте? Во едно продолжение. Па да, филмот живее со секоја проекција, уствари. Барем ја така мислам и на тоа се надевавме кога го работевме филмот, дека животот на Дионис, баш сите оние моменти што ги поминувал побитни во неговиот живот, дека ќе останат запаметени баш такви во добро сеќавање, така да на тоа се надевавме дека филмот се надевам уште повеќе ќе живее по фестивали. И она негова несушна потреба постојано да бара на некој начин помош, без разлика дали се работи од локалната самоуправа, дали од најразлични бизнисмени. Колку, бидејќи го знаеш претходното искуство на Дионис за време на снимањето на филмот и после тоа, како што реков, живее таа симбиоза, мислиш дека самиот филм му има еден вид, барем можеби трошка помош дадено на Дионис во реалниот негов живот да го оствари својот сон? Да, не знам он како го гледа тоа. Вајда му е од помош, меѓутоа за него знам сигурно дека не завршува таму, дека е само 2 сати филм и дека има после работа. Дали на плацот, дали со колите. Намислам дека таа помош ја бара од општината е повеќе со сила, колку да има алиби дека барал помош, затоа што на такви коментари не идува и од сите од кои бара помош. Меѓутоа мислам дека неговата приказна е осудена сама да се движи и тоа ја прави уствари интересна и тоа го прави неговиот хумор привлечен. Мислам дека тоа е пресудно, мислам дека неговиот хумор држи жива цела приказна, неговата енергија, мислам дека таму почна и таму завршува цела приказна. Нормално и со Гоца и поддршката од цела фамилија. Јас пари за шо да такова. Ти не си нормален. Не сум. Не сум. Да не трчам сега по банки да вадам, а после ќе ти вратам. Давај на брзина. Бог да чуваат ваков маш, кај го најде ваков маш. Кај го најде. Ами 6 му дадат ува пат 7. 7 ја драка, ќе ја соберам ја да не гршат, а после ќе продаваме делови, мотори, такава крила, хаубич, кои ќе ги продаваме некогаш. Ајде да се чекај. Рони. Дај ома ами да го кандлисаме. 8. Ваа, да забележиш, жената му дава пари за отпад џубринечки. Тоа ти да мислиш ти дека так ќе бидат. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ајде, 10, аха. Добро. Ајде, дечки, одиме да купиме кола. Ајде. Одиме да купиме кола. Сите ја знаат Гоца. Гоца, Грозданка, Sugar Art, Неготино. Грозданка од Неготино. Грозданка од Неготино. Да. Супер. Кога го запозна Дионис? Пред 33-4 години. Го запознав Дионис.
во Неготино. Да. Се запознавме како радиоаматери. Таа област ве не Да, спои. таа не спои и долго време бевме со тоа радиоаматери. Од радиоаматери после во аероклубот, со параглайдери, летање, правење на макети, на авиончиња, на такви работи. Па после снимање долги години со камера снимавме свадби, родендини, заедно, тој на едно место, јас на друго. И после од камерата веќе се разидовме, јас забегав на кеторта, тој на кеколите. Се запознавте со иста пасија и познавајќи го, сега претпоставувам дека потполно ја разбираш и оваа негова пасија. Или барем така изгледа. Кога се колите во прашање. Па и ја разбирам и не, некогаш се лутам, некогаш го оправдувам. И некогаш си викам, па како јас си имам своје хоби, мора и он да си има, ако човек нема хоби, значи, што ќе прави? Нема со што да си го исполни времето, вака. Јас сум тука по цел ден со тортите, тој со колите. А што ти пречи најмногу во таа негова обседнатост, да речам, со стари автомобили? И пречи тоа што премногу пари се вложува, а ништо нема за возврат на тоа. Он повеќето за слава. И јас мислам, барем пак нешто ќе извадиш некој денар, нели? А тој само дава, ништо не зема. Тоа ме нервира и ми ветува. До тој број ќе стигнам и не купувам. До тој не, ајде до 100, ај 101, ај 111 и нема крај. А место нема кај да ги стави. Но викам, инвестирај во градби, во такви работи, а не ти во коли ми инвестираш. Тоа ми пречи најмногу, затоа што не ме слуша заради тоа. Во филмот има многу интересни сцени на директна комуникација меѓу Гоца и Дионис, нели? Помалку и расправи, не се баш расправи, ама така. Нормално. Што сите се кријат, а ние не се криеме јавно. Јавно си кажавме се што имаме и мислам, нема фасади, нема ништо, се гледа таму кој како и уствари сме такви чисти, наивни души двајцата. Си гледаме тоа што нас не интересира, а за другите уопште не ни е ни гајле. Само е многу битно сега, што бидеш да некој коли да правам настресници. Мора би за... И тя, вика, Крешмир, Крешмир тоа ми вика, мораш да ги заштитиш. Авион што ќе правим пасоне, па не ми е јасно. Тя, он има можност само каја трампа за булдожерот. Инако пари нема да може да најде никогаш. Кај ќе соберам пари? Само иде и бара, нема леле, сакам ова да ја купам, она да ја купам, а јас сега мислам жена како жена си стегаш за дома, за куќа, за деца, за други трошкови што се животни, а не за тоа што нема профит, не. И му давам, ама мора да ми ги врати. Па ги враќа ли? Па ги враќа, ми мора да ги врати, мора. Добие следниот пат, мора да ги Така, да, ги враќа. Јас го прашував и за тоа која е цената или постои ли некоја цена за да отуѓи некој од тие коли што ги има, таква цена не постои. Не постои таква цена, он кажува. Сака и тој и јас сакам, нели? И сите и у градот би сакале да биде направен тој убав музеј. Кој ќе дојдат у Неготино, еве луѓе идат на гости, нема кај да ги прошетаат. Мене ми е убаво внатре да седам. Се чувствувам, знаете, се вратите во времето кога сте правени. Од денешните автомобили, знаете, спрема мене се убави, практични изискванија, ама нема душа. Нема шарм во се. Ова кола, како да ми изборува. Ја ви реков за Бардовци сум печен, ама се повеќе го докажувам тоа. Како да ми изборува, ми се заблагодарува што сум ја спасил. Јас со неја се соживувам, станувам една душа. И со задоволство еве 3 недели ја правам. Dionys, tu n'as pas de valise. Un
faut que je te dise, tu t'immobilises. Hey! Et ta petite femme